Господјо Мајова, вие сте еден од едукаторите на тридневната работилница што се одржува во организација на ИФЕС во рамки на Бридж проектот за медиуми, на кој што учествуваат представници на медиумите, но и на сите институции кои што се опфатени во процесот на организирање на избори. Која е целта на оваа работилница и каков е вашиот заклучок после овие 3 дена во однос на соработката меѓу медиумите и институциите? Што е она што недостасува? Најпрво ви благодарам што ме поканивте да учествувам во ова интервју. Јас учествувам во оваа работилница која што е дел од проектот поддршка на изборните реформи во Северна Македонија. Проект кој што е финансиран од швајцарската влада, а нејзин спроведувач е ИФЕС, Меѓународната фондација за изборни системи. Целта на оваа работилница е всушност да се поддржат демократските и кредибилните избори, изборните процеси, на тој начин што ќе се овозможи политичко учество и општествена инклузивност, меѓутоа воедно и да им се овозможи на гласачите слободно да можат да изберат кој ќе биде тој што ќе ги представува. Оваа работилница сметам дека беше навистина многу продуктивна, токму поради тоа што во неа се примени пристапот што ги опфаќа различните засегнати страни, а тука спаѓаат представници на медиумите, институциите, политичките партии и организациите од граѓанскиот сектор. Тие всушност заедно се главните чинители на изборниот процес и од тука сето тоа овозможи да се представат различните гледишта на медиумите, меѓутоа и да се земат предвид различните потреби кои што тие ги имаат во овој процес. На крајот на мојот одговор би сакала воедно и да кажам дека ќе се заминам со два главни заклучоци. Првиот заклучок е поврзан со тоа колку е важна таа усагласеност на аналогните и на дигиталните медиуми, односно нивното присуство во светот, и колку во овој случај е важно да се примени еден мултисекторски пристап кон изборите, затоа што тоа е важно во поглед на ефективната комуникација, меѓутоа и вклученоста на изборните органи, граѓанскиот сектор, политичките партии и останатите чинители. Воедно, исто така, вториот заклучок е дека навистина е многу важно да се фокусираме на потенцијалните, но и на реалните закани кои што произлегуваат и се јавуваат во дигиталната сфера и колку се тие важни за самиот интегритет на изборите. Ова не е прв проект што го работите во Северна Македонија. Кое е вашето мислење за работата на медиумите во оваа земја и кои се вашите препораки во однос на изборите кои што предстојат? Напролет имаме претседателски, а потоа и парламентарни избори. Ви благодарам многу за ова прашање. Во овој поглед, структурните елементи на овој аспект се многу важни во медиумскиот контекст во Северна Македонија. Всушност, кога станува збор за покриеноста на изборите, таа во голема мера зависи од општата состојба што се поврзува со слободата на медиумите. Од тука, ако погледнеме еден многу важен извештај кој што се објавува редовно секоја година од една многу видна организација како што е Репортери без граници, можеме да видиме дека состојбата во Северна Македонија бележи прогрес. Доколку ги погледнеме само бројките, ќе видиме дека во 2022 година Северна Македонија била оценета на 57 место од вкупно 180 земји, додека пак веќе во 2023 година таа се наоѓа на 38 место. Со оглед на се во ова, сепак треба да кажам дека постојат и одредени прашања кои што треба да се третираат и на кои што треба да се одговори. Всушност, веќе вчера беше издаден извештајот на Меѓународниот институт за печат,
во кој што се дава еден преглед на состојбата со медиумите во Македонија. Според проценките на овој извештај се оценува дека се уште постои поларизираност и дека довербата на јавноста во медиумите во моментов бележи пад. Меѓутоа, она што е вие веќе се ја споменавте важноста на онлайн медиумските куќи, односно на присуството на онлайн медиумите и порталите, и во извештајот токму за нив се вели дека тоа што загрижува е дека постојат онлайн портали во кои што не постои независна продукција, односно се работи за медиуми кои што својата содржина ја заснуваат на плагијати. Од тука сето тоа има големо влијание и врз економската и политичката состојба. Меѓутоа, мојата главна порака би било да продолжите и понатаму со работата и понатаму да ги градите овие позитивни напредоци, затоа што сепак се уште во Северна Македонија постои можност за критичко известување и постојат силни здруженија кои што и понатаму ја подобруваат состојбата во овој поглед. Ситуацијата со медиумите и новинарите секаде во Европа па и во светот се усложнува. Кој е вашиот став по однос на тоа прашање и исто така би ве замолила да ја коментирате ситуацијата со медиумите во контекст на престојните избори за Европскиот парламент? Во однос на првото прашање, најпрво би сакала да дадам една малку поширока слика за состојбата со медиумите и слободата на медиумите во Европа. Најпрво можеме да забележиме дека состојбата со слободата на медиумите се влошува насекаде во целиот свет. Тука постојат многу фактори што влијаат на тоа. Вие ја споменавте економската состојба и вистина дека е така, но постојат и други фактори, како што се всушност и концентрацијата на сопственоста на медиумите, заканите по независноста, но исто така и опаѓањето на користењето на традиционалните медиуми и свртувањето на публиката кон онлайн сферата. Воедно, во Европска унија се преземаат многу различни мерки со цел да може да се заштити слободата на медиумите и тие мерки може да се разликуваат. Имаме законодавни мерки кои што, како што е например усвојувањето на Законот за слободата на медиумите на Европската комисија, кој точно ја третира оваа тема, но исто така и други видови мерки. Во однос на ова второто прашање кој што се однесува на изборите што предстојат за Европскиот парламент. Главната загриженост на Европскиот парламент во оваа насока е постоењето на дезинформациите, како во онлайн, така и во офлайн сферата. Институциите на Европскиот парламент навистина вложуваат многу напори за да можат да се борат против ваквите појави. И тоа го постигнуваат на повеќе начини. Најпрво беше усвоен Законот за дигиталните услуги, односно тој се очекува да се спроведе веќе, да биде валиден и да се користи веќе во следните избори. Меѓутоа, тоа го постигнуваат и преку граѓанските организации кои што нудат услуги на проверување на факти, но воедно и преку дигиталната европска обсерваторија, каде што е формирана и работна група која што се очекува да почне со работа во 2024-та, повторно ќе бидат активни за време на изборите. Меѓутоа, воспоставен е и систем на брзо известување за вакви појави, на заширење на дезинформации, кои исто така заедно треба да послужат во јуни, како и други механизми преку кои што ќе се погрижи Европскиот парламент да се избегнат негативните појави. Ви благодарам многу за интервјуто и се надевам дека ќе се сретнеме повторно во Скопје пред изборите следната година.